Дами и господа, добро вечер. Конечно е пуштила задочеништво ви од А1 и сега можам да правам емисија. Имам многу работи да ви кажам и многу видеа да ви пуштам, па затоа започнуваме веднаш. Најпрвин, би сакал да искажам огромна огорченост кон власта. Ептен сум ви луд да ви кажам право. И да, веројатно мислите дека сум луд поради ограничувањето на слободата на движење на новинарите вработените во А1 и попречувањето во извршувањето на работните обврски, зашто беше извршен директен упад во слободата на говорот и на демократијата. Но уште веднаш ќе ви кажам дека се лажете. Нема врска, поради друго сум и луд на власта. Веројатно знаете дека емисијава не оди во живот, туку ја снимаме ден-два претходно. Конкретно, ова издание требаше да го снимиме во петокот, па до четвртокот вечер да беше спремно сценариото и вечерта бев на монтажа, каде што ги средувавме видеоматеријалите предвидени да одат во емисијата. Но, баш тогаш на власта и текна да ја окупира А1 и сето она што го имав спремено да ми го уништи. Па така, освен што целата вечер останав во А1, морав да бидам овде и следните денови да ја правам емисијава од почеток. Срам да ви е. А кога веќе сум овде, хајде да видиме што сме направиле. Драги мои, мислам дека уште од четвртокот вечерта многу добро знаете што се случуваше овде. Снимките кои покрај се успеавме да ги направиме, да ги внесеме во зградава, јасно покажаа што се случуваше. Но сите вие можевте да видите, освен очекувано представниците на власта и помалку очекувано некои наши вонредни колеги. Во денешното издание најмногу ќе се дружиме со нив. Он напред ви се извинувам што вечерот ќе има помалку хумор од вообичаеното, но знам дека ќе може да сварите зошто. Како што кажав и пред малку, мене ме пуштија за задочеништво и можам да правам емисија. Но, што да кажете инспекторите кои беа во зградава? Ние во предметните фирми во Перонаков ББ сме влезени некаде 10:30-11 часот. До 19 часот, значи до почетокот на еден вестите, нашите инспектори и колегите од финансова полиција буквално се држени, ајде, може би прегруп зборот, меѓутоа лоцирани во една просторија во која што нема апсолутно никаква финансиска документација. Се нудеа најразличити полномошна. Сакам да искористам приликава, значи сите се прашуваат што се случува внатре во Перонаков безброј. Она што јас можам одговорно да тврдам дека се случува е дека повеќе од 12 часа инспекторите, поточно кажано инспекторките на УЈП, се безмалку во заточеништво. Тие се внатре сега? Да. Да. Колку инспекторки има внатре? 6 инспекторки се сега во заточеништво на Перонаков безброј. На Перонаков безброј. Инспектор, ке се извинувам, дали се чувствувате дека во А1 сте во заточеништво? Ве молам одговорете, дали бевте во А1 во заточеништво? Ве држеше ли некој тука затворени во ден? Повторно ќе кажам, повеќе од 12 часа денес, значи уште малку влагаме во новиот ден, инспекторите на даночните инспектори се во заточеништво на овие 6 фирми. Снимките постојат. Сега се заточени, сега се затворени, да. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Дали некој ве држеше денеска во заточеништво во А1 и ве попречи да си ја вршите работата како инспектор? Нема коментар. Директорот тврди дека сте биле во заточеништво. Вашиот директор. И дека некој од А1 ве попречил да си ја вршите работата. Нема коментар за ништо. И вие, господја, сте цел ден тука? Нема потреба да се повторувам, нема. Одговорете дали бевте во заточеништво во А1. Мислам дека ви кажа колегата да не се повторуваме два пати сега исто. Апсолутно. Директорот ја обелодени ова застрашувачка информација, Лидија ја потврди, а инспекторите и инспекторките тие не можеа да гледаат сите или Канал 5 па да знаат дали се во заточеништво или не. Но затоа Латас беше и тој знае. Впрочем, кутриот тој мораше да се отиде од вечерата со Цеца за да дознае. Вашите инспекторки се таму. Да. Ке работат или се уште ќе може ли да се работи во овие услови? Па, господине Павлович, еве, погледнете ги снимките, па кажете ми дали може да се работи во овие услови. Ке паднат овие. Новинари на А1 да влезат. Дали разбирате што ви кажувам? Или не разбирате? Тие очигледно не разбира, или дури да разбира, не смеа да направа ништо. Шефот и шефица да одлучуваат, не тие.
Но се надевам дека вие, господине Латас, можете да разберете дека во овие услови не можеа да работат. Ама не инспекторите, туку новинарите на А1. Инспекторите не само што можеа да работат туку, како што и самите видовте, има дури кетчуп и мајонез на маса. Разбирате, нели? Што мислиш зошто никој од неговото семејство, па дури не тој самиот, иако тие фирми се директно поврзани, вклучително Ајден, со неговата фамилија, не е дошол денес бар да се појави пред камерите, да ги брани своите вработени, да ги бранат заедно својот капитал и имот. Туку ги остал децата сами да гинат таму. Можда ли е Велија Рамковски да е во бегство? Него видовме вечерва, наводно неговата телевизија, неговите фирми се предмет на закани. Според него ги пушти младиве деца да трчаат да ги гинат за неговите фирми и неговите магазини, но Велија Рамковски неговата фамилија вечерва не ја видов. Да, веројатно во меѓувреме Латас разбрал за тоа дека новинарите не може да работат во тие услови, па се загрижи за тоа што неговите колеги гинат овде. Ево уште малку од неговата грижа. Борјан Јовановски говори за специјалци, дека бил полн дворот на една специјалци. Моите новинари, два имаме на терен, говорат дека биле униформирани позорникари. Така, обични, без најобични разлика, по полицајци. мене тоа е... Чекајте малку, па нели се согласивме дека децата овде гинат? Како тоа сега не му верувате на Борјан? Тоест, веројатно Латас мислеше дека децата гинат поради тоа што Велија не беше овде, а не поради лагите дека овде имало специјалци. Во право сум, нели? Имав разговор со Министерската за внатрешни работи, бидејќи беше атако дека МВР, УПА, Специјалци и тука така натака. влегле илјадници. Да бе, да, во право е триото од Сител. А снимките што ги видовте сега, филмчиња се тоа бе, монтирани токму од дрските лажговци во А1. Откако расчистивме со оваа лага, да продолжиме понатаму со останатите лаги на А1. Следна, лагата која проширија лажговците од А1 дека се работи за упад во А1, што нормално дека нема врска. Еве, истото ќе ви го кажа и тандемот што ги прошета сите телевизии во четвртокот вечерта, само никако не успеа да ја пронајде А1. Само едно знам, многу јасно, гласно, транспарентно сме влезени во фирмите кои ги споменав на Перонаков ББ. Што на таа иста адреса се наоѓа и А1 телевизија, за нас апсолутно ништо не значи и не би требало да значи ниту за А1 телевизија. Денот го покажа тоа што се сакаше да се скрие во ноќта. Упат во А1 телевизија. Полицијата е замината, но пломби на врати, одштекани кабли и бироа без компјутери ги пречекаа денеска вработените во маркетинг службата, правната служба. Мене ме зачуди најпрвин односот од колегите, а второ морам да признам и лично како поранешен новинар дека сум малку и непријатно изненаден од сето тоа што таму се случува. Бидејќи се трудев и на А1 да им објаснам дека не станува збор за контрола во А1. Запечатена ја најдовме и просторијата каде е сместен серверот, централниот компјутерски систем на А1 што ја обслужува целата телевизија со податоци и видеоматеријали. Јас ќе повторам дека не станува збор за никаков правен контакт помеѓу било која институција на системот со А1 телевизија. Имаше ли навестување дека ќе биде блокирана, ќе биде пломбирана просторијата каде што е сместен серверот? Значи, ние немавме од IT секторот на А1 телевизија, немавме никаква информација дека сервер румот на А1 телевизија ќе биде воопшто помислено се блокира. Тука се чуваат нели сите информации, комплетната архива на видеоматеријалите на А1 телевизија, а тука се наоѓа и системот, значи централните домен контролери кои вршат комплетна контрола на целиот систем на А1 телевизија. Значи, суштина може да се каже дека срцето на А1 телевизија се наоѓа во тој сервер. И последиците биле фатални доколку денеска не се реагираше и брзо да се блокира таа просторија. И покрај моето јавување, и покрај соопштението од Министерството за внатрешни работи, и покрај објаснувањата дека станува збор за инспекција во други фирми, очигледно е дека колегите новинари од А1 телевизија и натаму не сакаат, односно се обидуваат
да извршат притисок и евентуално да ја попречат во работата финансиската полиција и управата за јавни приходи. Час попладневните вести во кои информиравме за блокадата на серверот, лица кои одбија да се идентификуваат, влегоа во Ајден и ги скршија пломбите овде. На чиј налог се ставени пломби, кога МВР и УЈП тврдат дека Ајден не е мета на акцијата, немаше одговор. Но повторно би апелирал како поранешен новинар, колега, како еве сега и како портпарол на Министерството за внатрешни работи до новинарите, да не дозволат да бидат изманипулирани или измамени од некого, бидејќи не се врши контрола во А1 телевизија. Каде е налогот за пломбирање и зошто сега ја одблокиравте просторијата? Може да ви се легитимирате, се извинувам? Добра, кој сте? Кој сте? Може ли да ми објасните кој сте? А, добро, а зашто ја вадите пломбата? Немаш коментар, добро. Станува збор за многу нормална постапка во која што управата за јавни приходи побарала интервенција од страна на Министерството за внатрешни работи, а со цел да се направи увид во работата на 6 правни субјекти, на 6 фирми во кои што не е А1 телевизија, а се регистрирани на истата адреса. Во маркетингот на Ајден шокираност, од тука се земени сите компјутери. Во конкретниот случај имаме друга ситуација кога знаат дека не се работи за контрола во А1 телевизија. Знаат во А1 за што се работи. Знаеш и ти дека знаат. Би сакал да верувам дека не знаат. Не сакам да верувам дека новинарите учествуваат во такви сценарии. Со Балево кога додовме на своите работни места и јас и моите колеги од маркетинг затекнавме ситуација во која што фалат скоро сите машини во маркетингот. Стварно не ми јасно зашто. Внатре има рекламни спотови, рекламни материјали. Добро, нека гледаат рекламни спотови и рекламни материјали. Стварно не ми јасно што ќе им се. Мене ова стварно не ми јасно, ова ми е луда. Повторно ќе кажам, А1 воопшто не е во фокусот на контролите, коинциденција на иста адреса. Апсолутно и категорично може да потврдиме дека радиодифузното друштво А1 воопшто не беше предмет на интерес на наведените инспекции. Под клуче правниот оддел, компјутерите се тука, но запечатени. Ма нема врска тоа. Како што каже и господинот Трајковски, не се работи за А1, се работи за чиста коинциденција. Што да ви правам кога сте во иста зграда со фирмите во кои се вршеше контрола? Предпоставувам дека и тоа што го пломбирале серверот е чиста коинциденција. И ако паднеше серверот и останевме без прилозите, емисиите и програмата, и тоа ќе беше коинциденција. А тоа што ги зеле компјутерите во маркетинг службата може и не било коинциденција, може би луѓето само сакале да ја гледаат живрие без да ги вознемируваат реклами на секој 5 минути. Браво за тој потек! Океј, одиме понатаму да ги видиме останатите лаги на А1.